Мрза. Дал ве фатило мрза, дечки, некојаш? Дали имате денови кога многу нешто ве мрзи да правите? Океј, дечки, што е мрза? Ќе дадам дефиниција за мрза. Нели, за да разбереме нешто треба да го дефинираме. Пуна куќа речници ми е. Мрза. Вели, мрзелив е што не сака да работи, малку работи или што го фатило мрза. Океј, мрза вика отсуство на желба за работа или движење. Отсуство на желба за работа или движење. Ќе почнеме со оваа дефиниција на мрза, па ќе видиме понатаму како ќе идеме и што ќе се случува. Значи е отсуство на желба, отсуство на волност да се работи. Мрзеливост е отсуство на волност. Поради тоа што мрзата не можеме на друг начин да ја решиме, еве така да кажам, туку да ја дефинираме преку отсуство на волност за работа или волност за акција или волност за креација. Мислам дека тоа е добра дефиниција. И клучниот збор за денеска, кој што ќе го збораме фактички волноста. Ќе прочитаме една многу убава дефиниција од Хабард за волноста и вели вака. Објаснува нешто за волноста и неволноста да комуницира и вика способноста да комуницирате вели не се намалува. Вика би можеле да навлеземе ова понатаму како способноста не се намалува. Таа не се намалува, вика, туку волноста да таа способност фактички волноста да ја изразиме таа способност се намалува. Значи, способноста зависи од нашата волност. Сега, ама волноста се намалува, способноста не се намалува. Интересен факт е, и објаснува овој текст тука за способност, овој текст кој што збори за способности на луѓето и колку способности имаме и колку сме многу поспособни од тоа што мислиме, но објаснува во текстов, да не го читам се цел текст, дека у суштина волноста ке човекот е таа која што се губи. Не се губи способноста, туку се губи волноста. Сега, волноста, зошто може да се изгуби? Волноста е нешто кое што ја контролира способноста. Значи, ние нашата способност не ја губиме, но волноста да ја изразиме таа способност, волноста да бидеме, волноста да креираме, таа се губи. И кога ќе се изгуби волноста да практикуваме способност, да ја покажеме нашата способност, тогаш дефинитивно може да настапи мрзата. Поради тоа што мрзата е отсуство на волност. Но, ајде да видиме зошто би можеле да неаме таа волност. Гледате, ако ние во суштина сакаме да искреираме некој ефект, да се вратам на нештото кое што го имам спомнато предходно, еден убава дефиниција од Хабард, најголемата цел во овој универзум е да се искрира ефект. Ние кога сакаме да искреираме ефект врз некого или врз нешто, имаме волност. Проблемот со нашата волност е кога веќе не сакаме да креираме ефект врз некои луѓе. Ако ние не сакаме повеќе да креираме ефект врз некои нешта, врз некои луѓе, врз околината, врз животот, во тој момент дефинитивно волноста се намалува. Значи, недостаток на желба за креација на ефект, недостаток на волноста не носи во повеќе една статична состојба, да кажеме, која што би можеле да ја наречеме мрзеливост. Но зошто па се губи волноста? Нели, значи, фактички што е поентата? Мрзата е отсуство на волност, но зашто се губи волноста? Тоа го барав денеска. И у суштина има еден многу убав цитат кој што сакам да го споделам со вас. И вели вака: волноста пак е контролирана од игрите кои што тој би можел да ги има. Вика, тоа е она од кое што волноста е контролирана. Која игра би можел да ја има? Гледате, ние во животот играме игри. Имате луѓе кои што не сакаат да имаат игри, и имате луѓе кои што сакаат да имаат игри. Ако ние не најдеме некоја игра во која што сме добри, во која што сакаме да играме, и ако можеме да имаме игра, тогаш ќе имаме исто таки волност и ќе сакаме да креираме ефект врз некои луѓе. Затоа што тоа е играта. Играта е креација на ефект врз некого.
Така, фудбалерот сака да даде гол, сака да искрира ефект врз публиката своја, врз публиката туѓа, врз своите играчи, врз тренерот крира ефект и врз противничките играчи крираме ефект. Значи, ние секогаш сакаме да крираме ефект. Значи, волноста ако ја изгубиме, не фаќа мрза. Волноста човекот ја губи, ќе кажем на неколку начини зошто човекот може да изгуби волноста. Но волноста, вика, е контролирана од игрите кои што тој би можел да ги има. Ајде да речеме вака. Во животот секојаш имаме некаква игра. Дури и мрзата може да е игра само по себе, не? Ајде да видиме, да размислиме. Ако мрзата ни е игра, сте виделе некогаш мрзлив човек? Јас сум видел мрзливи луѓе, ама сум видел и мрзливи, ајде да кажеме, тинејџери или помлади луѓе. И она што го гледам, не знам дали ќе се сложите со мене, можеби не сум управо, гледам дека некогаш мрзата као да станува кул појава у општеството, затоа што како не ти е стало до ништо. Као да ме окей сум, јас сум кул, ја кулирам, ја уствари сум мрза, ама као да станува модерно човекот да биде у таа состојба на некоја летаргичност, некоја безенергичност, затоа што уствари човекот мислам дека нема храброст да одреди која му е целта и што ќе прави. Мислам дека мрзата е немање на храброст човекот да одреди која му е целта во животот и што сака точно тој да предизвика и да направи. И мислам дека е страв дали ќе бидеме компетентни и добри во животот. Моje размислување. Може нема врска со вистината. Но гледајќи некои помлади луѓе, гледам колку се умрза. Гледам една работа е дека луѓето кои што не се добри у нешто, кои што не се компетентни, кои што немаат цел, кои што не сака да бидат професионални, ќе направат цела култура од да имаме мрза и ништо да не работиме и све да е лагано и све да е лаганица. Зашто? Затоа што мислам дека немаат храброст да одберат нешто во кое што ќе станат добри. Гледайте, мислам дека поентата во универзумот е да најдеме нешто во кое што ќе станеме добри и кое што ќе ни значи да го постигнеме. Затоа што јас ако не најдам нешто у кое што сум добар, не најдам нешто у кое што веројатно да ги немам овие фидбеци од вас, ќе ме мрзи да направам лайф. Ама јас знам дека ќе го добијам овој фидбек од вас, кој што ме тера да мислам дека сум добар мотивацијски тренер и што е у суштина тоа што јас го добивам од вас и зашто ја сакам оваа комуникација со вас, е поради тоа што ми го даде мене фидбекот на зголемување на мојата желба да креирам уште повеќе ефект врз вас, затоа што ми дозволувате да креирам ефект врз вас. Ако имате некои луѓе околу вас кои што не ви дозволуваат да креирате ефект врз нив, ќе се повлечете и ќе намалите вашата волност. Затоа што волноста се губи од неуспесите и од препреките. Ајде се вратам на претходната поента која што ја кажав. Ако видите, имате луѓе кои што ќе направат култура од мрза, ќе направат мрзата да е кул, ќе направат као демек не ми е важно. У суштина сум размислувал, сум гледал мрзливи луѓе и на нив не им е важно. Што не им е важно? Па многу работи не им се важни. Скоро ништо не им е важно. Може би им е важно нешто конкретно. Ева размислувам, се обидувам да сватам. Може би има нешто кое што им е важно, но мислам дека многу работи не им се важни. Зошто не им се важни? Поради тоа што не станале, односно не увиделе дека се добри у една или неколку конкретни работи. Затоа што човекот кој ќе увиди дека е добар у една работа и таму станува компетентен и таму вложува многу енергија, човекот нема да сака да биде мрзлив. Зашто? Затоа што од мрзливоста не ја добиваме истата сатисфакција и енергија како што енергијата која што ја добиваме од креирање на убави ефекти и покажување на околината дека сме компетентни. Затоа што ако ја го направам ефектот кој што го сакам врз мојата публика, ја добивам идеја дека сум компетентен. Што се случува со мене? Мојата енергија расте. И на некој начин влагам у игра. Значи, што кажа претходно, имаше овој цитат од Хабард? Значи, што е тоа што дава контрол, односно што ја нагледува волноста е во суштина каква игра човекот може да има.
Дали уопште има некоја игра? Која игра има? Мрзливите луѓе немаат игра. Моје видување е дека не нашле нешто кое што се добри. И мислам дека она што е важно е дека треба да најдеме нешто во кое што сме добри. Дечки, не знам што се случува со тонот, повеќе ми кажувате дека нема тон. Ај вака ќе направам. Се надевам ќе останете тука, ќе го изгасам овој лайв. Океј. Може би ако го изгасам овој лайв после тоа. Океј. Дечки, нема да го гасам, ќе продолжам. Може би ќе го гледате после тоа на самиот ѕид ќе ми остане ова видео и се надевам дека ќе може да го изгледате вие до крај. Затоа што повеќето вика дека тонот е окей. Дечки, значи поентата е дека мора да најдеме нешто кое што сме добри и кое што ќе искрираме ефект. Зошто? Затоа што човекот има контрола врз животот кога ќе најде некоја цел. Ама една работа која што треба да ја сватиме дека не е доволно да имаме цел. Знаете, не е доволно да имаме цел. Она што е важно е да имаме цел и сакаме некои работи да ги направиме да бидат добри. Гледате, не е доволно да имаме цел. Секојаш сум зборувал во моите лајвови, во емисии, во предавања, океј, дечки, тонот е супер, разбрав, на тие кои што не им чини тонот, за жал овој лајв ќе го пропуштат, може да го гледате после тоа, продолжуваме за сите овие други луѓе кои што тонот е окей. Значи, не е доволно човекот да има цел. Она што е доволно е следново, да имаме цел која што сакаме да ја направиме добра. Гледате, имаме цел која што сакаме да направиме да биде добра. Сакаме да искрираме нешто што е добро. Има разлика ако некој човек има цел и има разлика ако некој човек сака да е добар во нештото. Ајде да кажам пример за ова. Имате некој човек кој што ќе отиде на тренинг и едноставно е таму само за да не е дома, за да не мора да учи. Тој човек на тој тренинг ќе биде помрзоволен од некој човек кој што има идеја да има добар тренинг, да истренира добро. Видите, интересно е. Ако имате се во насока на ставот со кој што човекот почнува нештото да го прави. Значи имаме две опции. Еден е да рече, слушај, јас ќе дојдам. Сте виделе дека мрзливите луѓе немаат многу гордост во продуктот кој што го прават. Зашто? Затоа што не им е важно продуктот кој што ќе го направат да биде добар. Луѓето кои што имаат желба да направат добар продукт, значи целта да ја направат да биде добра, сум приметил дека многу се помалку мрзеливи од луѓе кои што не им значи дали нештото ќе биде добро или не. Или имате друга ситуација каде што имаш човек кој што сака еднаш да искрира некој ефект или да направи нешто еднаш и он ќе се вложи во тоа, да и во тој момент не е мрзлив, ама затоа што нема конзистентноста повторно да ги крира тие ефекти, може би ја нема амбицијата да ги крире тие ефекти, затоа што не ме игра, затоа што може би не ја доживува таа како игра, затоа што мораме да доживееме како игра. И ако имате некој човек кој што еднаш, два пати ќе направи нешто, тогаш не е мрзлив, ама не знам, 28 дена кога не го прави ништото во текот на месец, тој е мрзлив. И имате луѓе кои што секој ден прави нешто што е добро и квалитетно и тој не е мрзлив. Зошто? Затоа што прво има конзистентност во акцијата, второ важно му е да го повтори ефектот ист или подобар повторно. Така, ајде да го земеме лајвот, затоа што сакам да биде добар лајвот, ќе најдам работи, ќе се припремам за лајвот, затоа што сакам да биде добар лајв, сакам да кажам, знам дека се повторувам со многу работи, ама сакам да кажам барем нешто во некој лајв кој што ќе биде малку поразлично од претходните лајвови и особено што ми е важно е да се надоврзат на некои претходни лајвови за да го зголемиме нивото на разбирање во врска со некои работи. Таму и одам со овој лајв. Не е доволно човекот да има цел. Зошто не е доволно? Затоа што мора да има цел и мора да е волен да направи нешто добро. Да искрира нешто добро. Зошто? Затоа што кога ќе искрираме нешто добро, гордоста доаѓа од таму.
дека сме го направиле нештото добро. Ако отиде некој човек на тренинг затоа што не му се учи, затоа што не сака да е дома, затоа што татко и мајка му викаат и иде на тренинг, поминува време, ама он не гледа да го направи тренингот добро. Ако идете у фитнес и сакате да истренирате добро и едноставно сте се вложиле, сте дале максимум, сте го направиле тренингот добро, се чувствувате супер. Ама знаете ли што се случува? Фактички ние кога ќе го направиме нештото добро, ние добиваме енергија. Енергија, добиваме цврстина. Гледате, битието добива цврстина, добива здраво ткиво. Знаете, кога имате здраво ткиво, ајде да кажеме, здравото ткиво е нашиот ум и нашиот дух, и тоа ткиво заздравува или останува здраво, кога постојано ќе најдеме нешто кое што треба да го сработиме добро, кое што е во согласност со нашата желба, цел и игра која што ние сме одбрале. Значи, во согласност со нашата желба, игра и цел која што ние сме ја одбрале. Така. Сега, што се случува ако имаме, да кажем, затоа што гледате, ако имаме целта и не сакаме да ја направиме добро, не сакаме да направиме, да кажеме, на повисоко ниво на квалитет од други, или да ја направиме на највисок квалитет кој што можеме, ако го имаме таа идеја да го направиме на највисок квалитет што можеме и да го направиме во квантитет кој што е огромен, затоа што не е само квалитетот на целта, гледате, не е само квалитетот на лајвот, него дали имаме квантитет на емисии кои што ги имаме понеделник, среда и петок. Идејата да имаме квантитет, идејата да имаме квалитет. Но мора да ги имаме двете работи. Мора да имаме и квантитет и мора да имаме квалитет. И може би некои од овие лајвови имаат поголем квалитет од други лајвови, не е ни важно, сигурен сум во некои лајвови може би поинспирирам, може би полесно ми тече мислата, може би имам поента која што сакам да искомуницирам со поубави примери, но важно е човекот да го има квантитетот на продукција на ефектот кој што го замислил да го направи врз некого. Затоа што на тој начин тој има игра. И нема време мрзата да го фати. Затоа што гледате колку интересен универзумот. Овој универзум, физички универзум, е универзум на притисоци. Ако ние сме мрзливи, или што би рекле младиве, што пришеве лагано, лаганица, лабаво, кулирам, чилам, ништо не прави со други зборови, што е случува, универзумот притиска врз него. Тоа е како пластелин, како маса која што се моделира од што? Од притисоците на универзумот, од притисоците на околината, од притисоците на социјалните медиуми, од влијанието на социјалните медиуми, од влијанието на телевизијата, од влијанието на тато и на мама. Гледате, пластелин е. Зошто е пластелин? Затоа што нема целта која што сака да ја реализира, затоа што нема целта која што му е важно квалитетно да ја одработи, затоа што ако го има и има замислата квалитетно да одработам некоја цел, ја градам на енергија и на јачина јас. Гледате, моето битие, мојата енергија е толку стабилна и толку јака, кога имам квантитет и квалитетна продукција на моите ефекти во играта на животот, да ја станувам како битие многу јак. Што се случува кога ќе станам многу јак? Што е јачината? Увидот дека сте компетентен. Гледате, увидот дека сте компетентен, вие сваќате дека сте компетентен, тоа ви ја дава вашата јачина. Ментална, психичка јачина како битие. Што се случува кога имате ментална и физичка, психичка јачина како битие? Притисоците на универзумот ги одбивате. Овој универзум интересен, ако ви најде една слабост, кај што не сте добар, таму ќе копа, тоа што го зборев од претходниот лајв за соочување, гледате, соочувањето е јачина. На што? На умот и на духот. Човекот која не може да соочи препреки, надминување на препреки, креирање на ефекти, човекот попушта под притисоците на физичкиот универзум. Овој универзум е јак и е универзум на притисоци. И ако ти не ја најдеш целта, не сакаш да ја направиш добро целта и не ја креираш постојано таа енергија, не е доволно еднаш. Професионалецот го креира ефектот постојано и постојано и постојано и постојано. Ете, професионалецот не креира еднаш ефект случајно и на среќа и во другите случаеви едноставно не успеваат работите. Не, професионализмот е у суштина компетентност во дадена сфера. Ама компетентноста доаѓа од волноста да знаете, од волноста да тренирате, од волноста да сте спремни и од тоа да ви значи да искреираме нешто кое што е добро.
Мораме да ни е важно да искрираме нешто кое што е добро. Затоа што тука е клjučот, според мене, на градење на јачина на духот и на умот. Тогаш притисокот од универзумот не доаѓа до нас. Што се случите кога имате мрзлив човек, кога имате неволен човек? Он е под дејство на притисокот на универзумот. Како доаѓа тој притисок на универзумот? Доаѓа од мама, доаѓа од тато, доаѓа од предпоставениот, затоа што е мрзлив. Затоа што се случува кога ќе види некој човек кој што не е мрзлив, некој мрзлив човек, тој се нервира. Зошто се нервира? Поради тоа што едноставно е слабост. Не дека не треба да бидеме некојаш сме мрзливи сите и ни е убаво да сме мрзливи. Разбирам. Ја некојаш сум мрзлив и ми е убаво да сум мрзлив затоа што има и уживање у таа мрзливост, ама не можеме да направиме култура од мрзливоста и не можеме да дозволиме мрзливоста да биде по-голема и да ни земе повеќе време отколку креативноста и компетентноста. Сега, креативноста, компетентност, има еден убав цитат од Хабар, што сакам да го спорам за вика главниот елемент на компетентноста е уживањето. Ова не смееме да го забораваме. Компетентноста е јачината. Нели? Некој постојано крида ефект, тоа што го зборам, многу му е важно да искрира нешто што е добро, затоа што му е важно да го искрира нешто што е добро, он се надоградува. Зашто се надоградува човекот? Зашто е волен да знае? Затоа што му е важно да го направи нешто што е добро. На мрзливиот човек не му е важно да го направи нешто да биде добро. На него му е важно да помине само. Гледате, на него му е важно да биде просечно, да биде подпросечно, да биде прифатено, да помине само, онака на брзински и ради реда. Ама ако имате друг човек кој што е компетентен, кој што му е важно работите да испаднат добро, тој ќе го гради тоа цврсто ткиво, таа цврста енергија, ментална и психичка енергија. И затоа што има изградено таа енергија и таа јачина, он притиска на кај универзумот. Интересно е, компетентните луѓе вршат притисок врз универзумот. Универзумот не врши притисок врз нив. Зашто? Затоа што универзумот кој ќе осети компетентност на некоја тема се трга од таму. Зошто? Компетентноста е цврстина на енергија која бутка наоколу. Компетентниот човек е цврст. Мрзливиот човек не е компетентен у нешто. Зошто не е компетентен? Или можеби има знаење, ама нема волноста повторно да го рекреира ефектот кој што може да го направи. Можеби, гледате, волноста му треба, затоа што треба да свати дека овој универзумов е универзум на квантитет. Овој универзум на квантитет на енергија и квантитет на акции. Е универзум и на квалитет, точно е. Но е суштина универзум на квантитет. Колку нешто ќе направиме? Овој универзум на бројки. Гледате? И ако земеме да креираме некој ефект и нешто што сакам да уствариме постојано, ние се зголемуваме како луѓе, ние се зголемуваме како битија, ние отсврстуваме како битија. И што е најважно, фактички ја добиваме таа самодоверба и сигурност која што е. Не можеш да добиеш самодоверба и сигурност од мрзливост. Можеш да добиеш самодоверба и сигурност од повторно репродуцирање на нешто кое што ти е важно да го направиш. И да имаш професионален пристап кон животот, а не да имаме аматерски пристап кон животот. Затоа што аматерскиот пристап не е важен квантитетот и квалитетот на продукцијата. Тоа е аматерство, не? У професионализмот е важен квантитетот и квалитетот. И тоа е гради цврстината на битието. И она што е важно, зашто е важно да бидеме компетентни, е затоа што ние во тој момент буткаме на кај универзумот. Универзумот не бутка на кај нас. Универзумот и притисоците на универзумот и проблемите бегаат од компетентните луѓе. Сте виделе, имате некој компетентен забар, ќе отидете на заболекар и доаѓаш со болка и нешто те боли цело време, доаѓа дај отвори устата, не те боли завиш. Зошто? Аз си дошол у просторијата каде што има компетентен човек. Го снемува нештото. Ке дојде некој компетентен кој што ми се расипал компјутерот, ќе викнам некој компетентен пријател да го среди. Стеле, компјутеров се средуе сам. Интересна енергија е. Компетентност е интересна енергија. Затоа што ги донесува нештата во ред. Ете,
чувството на компетентност, чувството на професионализам и чувството дека имате волност нештото да го направите добро, е многу убава енергија. И овој универзум ја сака таа енергија и подлегнува на таа енергија. Универзумот обожава компетентни луѓе. Моje мислење е дека универзумот, барајќи ги нашите слабости, не тера да станеме компетентни, ама ние не сме толку волни да станеме компетентни, поради тоа што, гледате, човекот подсвесно знае дека му треба квантитет на репродукција на ефекти. Квантитет на креирање на ефекти. Постојано. Не е да бидеш добар на една утакмица, постојано да бидеш добар. Не е доволно да земеш една шампионска титула, да ги земеш неколку во низа. Постојано да си на некое ниво, на стандард кој што е огромно. Универзумот се покорува на тоа, затоа што мислам дека, моje мислење, во овој универзум многу е важно за да го контролираме, да имаме волност да направиме нешто добро. Да го направиме на добар начин. И ако ни е важно да го направиме нештото на добар начин, универзумот ни се покорува на нас. У моментот кога не ќеме да го направиме нештото на добар начин, кога сме мрзливи, кога не ни е важно да имаме квантитет и квалитет, универзумот ќе дојде да не стиска. Зашто ни е нашол слабоста? Но гледайте, целта е убава затоа што не гради како енергија да бидеме супер. Ке дојдеме и не е доволно да постигнеме еднаш целта. Гледайте, ке дојдеме до некоја цел, сме се мачиле супер, зашто? Зашто туркаме, буткаме, идеме напред, тргаме препреки и ке дојдеш до целта и на крај кажеш, дај да одморам малку. Ама си рекол, дај да одморам поише од колку што треба. И кога ќе почнеш да одмараш поише од колку што треба, ете ти го притисокот, бум, од универзумот. Сте приметиле, додека дојдеш до целта ти, окей, ги буткаш препреките, немаш проблеми. Ама застанеш малку на врвот, да земеш зип, да се одмориш, бум-бум. Колапс, зошто? Универзумот притиска. Ето, универзумот сака да притиска. Ова е универзум на векторски сили, на енергија. Сака да најде слабост, затоа што он е, физика е, сака да најде слаби точки за да ги потисне надоле. Ама вие ако сте јака точка, ќе го притиснете универзумот и неговите проблеми и притисоци надвор од вас. И единствениот начин е компетентноста. Единствениот начин е волноста да имаме некоја цел. Ние што сме одредиле, да биде наша игра, не? Мораме да имаме игра, затоа што таа игра која што ние сме одбрале, ја контролира нашата волност. Мој да избереме игра. Не да е туѓа игра, моја игра да е. Зошто мора да е моја игра? Затоа што, да се вратам на цитатот од Хабард, вика, главната компонента на компетентноста е уживањето. И ако не уживам во мојата игра, како можем да бидам компетентен? Знаете што е тоа што може би го сакате во моите лајвови? Уживам да ги правам. И уживањето во тоа да ги правам лајвовите ми дава шанса да можам да се спремам, да најдам тема која што би сакал да ја пренесам и едноставно сакам да го рекреирам, повторно да го креирам тој лајв понеделник, среда и петок, за да имаме квантитет и квалитет. И сакам да станам јак во таа сфера. За едноставно универзумот, барем на таа тема, да биде во моја полза. И мислам дека секој еден човек мора да е храбар, пред се да се вратам на мрзливоста, мислам дека не се храбри да одлучат да бидат добри у нешто. Или да бидат најдобри у нешто. Затоа што може би ме страв да се разочарат од сами себе. Гледате, човек ќе постави некоја цел, ќе се обиде да ја направи, нема да успее, ќе се обиде да направи, нема да успее. 4-5 пати петиот ќе успее. Тој веќе креира сила. Ама што се случува? Може би мрзеливиот човек се обидел една цел да воспостави, втора цел не успеал, трета цел не успеал. И после тоа, за да си се оправда и за да си го релативизира и минимизира неуспехот, викајќи сум мрзлив и ќе станам таков и тоа ќе го направам да биде кул. За да не морам да се соочам со болката на неуспехот, поради тоа што неколку пати не успеало. Не. Назад на тренинг, назад на обука и назад на храброст да се воспостави цел, затоа што е храброст.
И храброст е да решиме да бидеме добри во нешто, затоа што додека не станеме добри до нешто, нема да бидеме добри до нешто. Имаше еден цитат во споделено на нашиот профил. Гледайте, она што е многу важно е да тргнеме брзо да ги правиме некои нешта зашто само така ќе станеме добри. Само така ќе станеме најдобри. Гледайте, луѓето додаваат време, неќат да почнат да бидат добри во нешто. Мораме да почнеме и мораме да грешиме, ама мораме да имаме таа желба да направиме нешто добро, затоа што тоа е гордоста на човекот. Човекот кој што не сака да го направи нештото добро, кој што не му е важно да го направи нештото добро, е просечност. Гледате, просечноста не е важно да биде најдобро. Океј? Не е лошо. Но просечност иде наке под просечноста, затоа што, гледате, дури и кога човекот сака да нештото е најдобро, некојаш ќе дојдеме до просечност. Јас сум свесен дека можеби сакам да има некојаш најдобар лајф и можеби ќе биде надпросечен или просечен. Не е важно. Ама ја морам да целам да биде најдобар. Затоа што ако ја целам да биде некој лајф просечен, веројатно ќе биде подпросечен. Ме разбирате? Многу е важно да целиме да биде најдобро. Многу е важно да ни е важно да биде добро, затоа што дури и кога ни е важно да биде најдобро, не секогаш ќе успееме да го направиме тој најдобар квалитет и некогаш ќе дојдеме до просечност, но многу често ќе бидеме во таа зона на надпросечност и одличност. Зашто? Затоа што целиме натаму. Сега, знаете, некогаш за некои луѓе е поразително да целат некаде и да дојат до пола од тоа ниво, и одни што почнуваат да прават, почнуваат да целат на пола од тоа ниво и доаѓаат под тоа ниво на кое што почнали да целат. И на тој начин доаѓаат во состојба на релативно е неважно што ќе направам и каков квалитет на продукт ќе испроducирам. Нели? Моje мислење. Мораме да целиме високо. Мораме да ни е важно нештото да го добиеме и мораме да издржиме натаму во тој правец за да ја направиме јачината на нашето битие, на психички и на ментален аспект. Во моментот кога нема да ни е важно каков квалитет, не ни е важно дали ќе добиеме 10, на некои на добрите студенти им е важно дали ќе добие 10. Најважно им е дали знаат, не им е важно дали ќе добие 10, важно им е да знаат. На некој не му е важно да знае, важно му е само да помине. На друг не му е важно дали ќе он направи нешто и дали ќе дае се од себе, него е важно е само да заврши денеска денот и да ја добие платата. И гледате, тие луѓе имат повеќе тенденција да идат кон мрзеливост. И ќе се најде секаков тип на оправдување за тоа, но моje верување е дека убавината на животот доаѓа од себе гордоста и себе уважувањето, а таа доаѓа од компетентност, а компетентноста доаѓа од желба да направиме нешто добро. Повторно не е доволно едно. Затоа што ако си покажеме дека можеме постојано тоа ниво на стандард да го креираме, ние разбираме дека сме компетентни. Кога ќе сватиме дека сме компетентни, сваќаме дека сме јаки и сваќаме дека имаме сигурност и самодоверба. И мислам дека на некој начин денеска тоа станува луксус, но е убав луксус кој што го заслужува човекот кој што има храброст да постави високи стандарди и да даде се од себе наспроти сите препреки дека можеби нема да дојде до тоа ниво и до тој квалитет кој што го замислил. Но тука е и упорноста, тука е и страјноста и тука е волноста да го направиме тој стандард и тоа ниво кое што фактички доаѓа од нас како душа. И колку повеќе работиме на себе како духовни битија, колку повеќе си ја прочистуваме душата, колку повеќе си го прочистуваме умот, толку повеќе јасни и прочистени ќе бидат нашите цели и акции кои што треба да ги превземеме. И ќе имаме енергијата од нас да го постигнеме тоа пак и пак и пак и пак. Мислам дека клучот на убав живот е сепак професионализмот и идејата да направиме нешто квалитетно, без разлика што може да имаме нервози на тој пат и во тој процес, но треба да не забораваме дека животот игра и дека ако земеме нешто премногу сериозно,
Нели? И текнува несериозна одговорност, треба да го земеме одговорно, ама не толку многу сериозно. Мораме да го гледаме како игра. Ја да се вратам на цитатот од Хабард, колку посериозно и придеме на некоја игра, имаме повеќе шанси да изгубиме. Убаво е да сме компетентни, мислам дека е здраво да сме компетентни, но исто така е здраво да играме играта како игра на несериозно одговорен начин. Океј, ве обожавам, ве сакам, чао, се гледаме повторно во понеделник. Имајте убав викенд. Ве сакам, чао.